Почитувани гледачи, добар ден. Време е за најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. По повод 5 јуни, светскиот ден на животната средина, учениците од 2 В оделение од основното училиште Сандо Масев од Струмица, предводени од оделенската наставничка Силвана Абрашева, организираа еко-модна ревија од рециклирачки материјали. Целта на оваа приредба е да се подигне еколошката свест кај децата уште од најмала возраст. Во продолжение да погледнеме како се одвиваше модната ревија, но и да слушнеме за нејзините подготовки од наставничката Абрашева, како и една од присутните мајки Василка Магеровска. Овие ученици уште од ланската година знаат дека животната средина е наш услов, главен фактор за опстанок. Оваа идеја не дојде на тој начин што пред тоа има проектни активности, фрлање на отпадна хартија, собирање на материјал за рециклирање, па сега оваа идеја ми дојде пред 2 седмици, дали сакате деца да направиме нешто интересно. Тие секако со еден аплауз рекоа дека сакат, па на нашите родители во групата им најавив дека ќе имаме една проектна активност, екопроектна активност, како дел од оваа учебна година. Сакам да направиме едно модно шоу. Зошто шоу? Затоа што ќе има и песнички, и игри, и едни поучни реченици кои не само на младите, туку и на возрастните ќе дадат еден апел да ја зачуваме нашата средина како главен фактор за опстанок на живиот свет. Така, во време кога глобалното затоплување е реалност, колку ваквото запознавање на младите може да придонесе и колку се самите запознати за заштита на животната средина? Дали е доволно или треба воопшто во наставната програма уште да се одвои? Значи, во самата наставна програма треба уште да се едуцираат и младите, но да имаме и средби со родителите. Заедничките овие представувања за зачувување на нашата животна средина е многу важно. Значи, треба едукација на сите, не само на најмладите. Така, и бидејќи сте, да речем, револуционерни во идејата во Струмичките основни училишта, очекувате ли од наредната година веќе да стане популарно и во другите школи и своевидно? Епа вака, како координатор на нашето училиште, еко-училиште, дојдов до таа идеја и сите колеги мислам дека се радуваа на сето тоа, меѓутоа кажав дека јас ќе настапам со мојата паралелка, па во иднина ќе биде можеби на ниво на општината, сите училишта, па да има како наградни фактори. Денес сите ќе бидат наградени, затоа што сите дадоа свој придонес, па заедно со родителите од 2 В оделение при Централното основно училиште Сандо Масев. Само уште едно последно прашање, како долгогодишен просветен работник, како сте задоволни од еволуцијата на свеста кај децата од најмала возраст до најголема, дали се покажува напредна линија, дека стануваат се посвесни или се уште... Да, и јас мислам дека не е ова табу тема, уште од најмала возраст се запознаени со сето тоа, па напредуваат во воспитно-образовниот процес на страната на еко. Еве и родителите беа вклучени во оваа акција, во оваа модна ревија. Колку ваквата модна ревија, дали беше интересно самата подготовка на костимот и дали со при самата работа и ќе го има и модната ревија крајниот ефект за запознавање на децата со начините за заштита на животната средина? Да, пред се да ја поздравам оваа идеја на нашата наставничка Силвана Абрашева. Ова беше прекрасен проект, пред се за дружба на родителите и децата заедно, а и како на втор план и да научиме нешто повеќе за материјалите кои што може да ги рециклираме. Беше многу интересно заедно со децата да се подготвуваат тие костими, да ги наречам, забавно, интересно, поучно. Не одзема многу време, а сепак беше квалитетно искористено. И би сакала баш и понатаму да има вакви проекти, каде што можеме емто да се дружиме и сепак и да научиме нешто повеќе. Cobertas
Samo što mi pala tušte sedam đuđenja.
Македонска. Константин Колцевски. Илија Стојко.
Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканал А1, имајте пријатен ден.